Во предизборието би сакала да ве известам дека денес на нашата веб страна објавен е повик за пријавување на наблюдувачи на изборната кампања на учесниците во предвремените парламентарни избори. Оваа активност ја правиме со поддршка, со меѓународна поддршка, морам да кажам. И овој повик ќе биде да ангажираме 20 наблюдувачи. Тоа 5 лица во првата изборна единица, 4 лица во петата и шестата, 3 лица во втората и 2 лица во третата и четвртата изборна единица. Определени се условите за учество, кој може да учествува, кој може да се пријави, објавена е пријавата за наблюдувачот и сите кои услови треба да ги исполни, а тоа е да не биде член на политичка партија, да не е работно ангажиран, да има возило на располагање и нормално и возачка дозвола, да располага со мобилен телефон, да присуствува на обуката, да редовно да доставува извештај во комисијата. Мислам, се е испланирано и предвидено, така што овој повик ќе трае некаде до вторник и ќе видиме кој ќе ни се одзве да ни помогне во наблюдувањето, односно во следењето на изборната кампања. Следно се договоривме во врска со доставеното решение од основното јавно обвинителство во врска со предметот Матка, односно платформите во Матка. Извршивме увид во ова решение и при тоа не се уверивме дека јавниот обвинител правилно и целосно ги презел сите процесни действија, ниту ги оценил сите расположиви и прибавени податоци и информации кои го потврдуваат постоењето на сериозни наводи дека градоначалникот на општина Сарај, заедно со другите службени лица од општината, свесно и намерно не преземале конкретни дејства и им овозможиле на подносителите на барањата да ги користат овие објекти како угостителски објекти и како објекти од каде се упатуваат моторни чамци, односно им овозможиле да стопанисуваат со истите и да остварат противправна корист за себе и за други. Исто така, со оваа постапка тие им овозможиле да не ги отстранат, односно не преземале действија за отстранување на поставените објекти, чие постоење е забрането со одлука со која кањонот Матка е прогласен за заштитено подрачје, со што овозможиле создавање предуслови за загрозување на заштитениот режим на ова подрачје, создавање неред во заштитеното подрачје, нарушување на неговата автентичност и загрозување на постојната флора и фауна на овој локалитет, кој што е од посебно значење за Република Северна Македонија. Од тие причини се договоривме и одлучивме до Советот за јавни обвинители да доставиме преставка со која што ќе побараме Советот во рамките на своите законски надлежности да ја преиспита работата на јавниот обвинител од овој предмет, како и донесеното решение по истиот. Во врска со утврдениот судир во општината Чешиново-Блешево, ДКСК постапуваше по пријава од познат подносител и тоа се однесува на судирни интереси на председател на совет од една страна при избор на неговиот брат како член на управен одбор на јавно комунално предпријатие во истата општина, а потоа при одлучување по барање за неговото разрешување од управниот одбор. Значи првен при назначување, потоа при негово разрешување. Со увид во обезбедената документација, комисијата утврди дека, иако председателот на Советот бил должен да се иземе од постапката за избор на неговиот брат, истиот ниту се иземал, ниту пријавил дека постои состојба на судирни интереси. Уште повеќе со неговото одлучување и со неговиот глас овозможил да се отфрли барањето за разрешување на неговиот брат од функцијата председател на управниот одбор на јавното комунално предпријатие. Бидејќи донесената одлука по барањето за разрешување е донесена во состојба на судирни интереси, согласно членот 66 став 1 од нашиот закон, оваа одлука може да биде ништовна. Во функција затоа ДКСК ја донесе следната одлука. Кон председателот на Советот на општината да се поведе постапка и да се изрече глоба согласно член 107 став 1 алинеја 2 поради тоа што не се изземал
и постапил спротивно на членот 75, односно не пријавил, не се иземал од состојбата на судир на интереси.